Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност. Кога ќе престанат аргументите, тогаш веднаш почнуваат навредите. Колеги од СДСМ, ве молам доста со тие психоанализи, со тоа кој бил стар пратеник, кој бил млад пратеник, дајте да зборуваме за политики. За тоа сме тука. Сега ми стана јасно зошто практично од 20 собирате како мнозинство, владеачка одбивна би била салата. Ми стана јасно конечно и симпатично е, меѓутоа тука председателот на собранието даде вака една добра анализа и го поздравувам во оваа прилика. Колегата Талевски чинам беше, го спомна Груевски, ВМРО и така натаму, меѓутоа не ги спомна Боки 13-ка, не ја спомна Луи Витон ташната, каде се парите од таа ташна, СЈО, тука немам ништо да додадам, доволно е само да кажам СЈО и јасно е на македонската јавност, невидениот подкуп, политичкиот реваншизам, загадениот воздух, корупција на секој чекор. Осудивте невини луѓе за тероризам, а убијците од Смилковско ви се на слобода, колега Талевски. 7 дена матичните лекари не можат да најдат термин. Дали тоа социјалдемократите прават услуга на приватните компании на штета на сиромашниот народ? Потенцирам социјалдемократите. Дали знаете што значат 4000 денари за просечно македонско семејство? Толку кошта еден ковид тест. Не дај Боже да треба да направат повеќе тестови во семејството. Калкулирате дека, веројатно, јас ова вака го сваќам, калкулирате, идете на логиката да се направат што помалку тестови за да немате голем број на заразени, бидејќи вие и јас знаеме дека не се 1000, туку се многу повеќе, ако не си и дупло. Па затоа можеби и нема тестови во држава и се си иде преку приватно. Дали знаете дека хронично болните и хируршките болни пациенти не се примаат на клиника доколку немаат тест? Дали го знаете ова? Дали знаете дека ако овие во исто време си и сиромашни, немаат што да прават, немаат излез? За тоа треба да зборуваме тука. Да се доживее пандемија како во случајов е една состојба. Тешко е, не секојдневна е, страшна е, трагична е, не умираат луѓе. Меѓутоа уште пострашно е да се доживее пандемија кога СДСМ ти ја води државата. Тоа е катаклизма. Благодарам.